Добро вечер, јас сум Филип Петровски. Ова е третата епизода од третата сезона Cyber Команда и ако не се лажам 59-та епизода вкупно. Мене ми е важно да имаме еден ред, да знаеме до кај сме. Битно ми е да знаеме на што реферира секоја епизода, за да можеме подоцна некогаш утре, за утре, после месец дена, година дена, да анализираме што е кажано, што се остварило, што не се остварило, што било предвидено на време, предупредено на време и така натаму. Значи, тоа беше и идејата за да имаме една ваква Cyber Команда, еден ваков подкаст или еден ваков начин на кој што јас ќе ги снимам овие епизоди. Јас уживам да го гледам ова што се случува пред нас и критички го расудувам. Го коментирам и го нудам како еден агол, една перспектива која што може да биде валидна и за вас. Никогаш во ниедна Cyber Команда, во ниедна моја книга, ништо што сум објавил, не сум пледирал на универзална вистинитост. Секогаш е тоа субјективно размислување. Секој што ќе ви каже дека размислува објективно ќе ви излаже. Субјективно размислување, меѓутоа пред да кажам став, пред да го понудам тој став, го имате вториот дел од кованицата. Размислување. Голем дел од нас, за жал, не размислуваат. Голем дел од нас ја фаќаат јадицата, значи, она што е сервирано, не како информација, туку како наратив, како нешто што е за потребите на политичките елити, дали се тоа партии, влада, министерства, општини и така натаму, голем дел ги фаќаат како јадица, риба на јадица, сом на јадица и ги добиваат, ги користат здраво за готово, значи немаат критичка дистанца. Јас правам се од критичка дистанца и многу работи ги кажавме во тој следоред во претходните 2 сезони, во скоро 60 емисии, ги оставивме како трага. И велам секогаш, ќе повторам и во оваа емисија, во оваа епизода, тие треба да се анализираат и треба да се критикуваат. Ова не е точно. Ова не е така испаднало поинаку. Меѓутоа, ако сме спремни на критика, тогаш треба да кажеме, ова било точно, на време било кажано, ама не сме слушале. Затоа што не слушавте, не сите, нашата публика доста добро слуша и нашата публика има критичка моќ на расудување, која што секоја наредна епизода, секоја наредна недела, нареден месец се зголемува. И тоа е добро. Треба да има критичка моќ на расудување, треба да има она што се добива како информација, анализа, да се размислува и дури подоцна се користи како некаква собствена позиција. И затоа велам, добро е да не критикуваат и мене, и се што сме погрешил, меѓутоа да видиме и што сме погодиле. За кои работи сме кажувале дека ќе бидат поинакви од оној наратив кој што се сервираше во годините наназад, 7-те фамозни години на Мицковски како опозиција, во кои што се изнакажаа многу работи, цело време не се признаваше промената на името, промената на јазикот, Преспанскиот договор, имаше удирање во гради постојано, имаше паѓања на колена, тоаш не го болеа колената и немаше потреба да се плаќаат по 5000 евра карти. Дека тогаш се плаќа, кој знае дали и тогаш од собствен джеп. Знаете, поштувам ја 5000 евра, мала дигресија, да се плати карта од собствен джеп. Си ги заработил, заработуваш многу, тоа е све легитимно, значи не е нешто под масала, жвериш на црно, мафија, крадење и така натаму и си решил да се возиш у прва класа. Кога некој друг ти плаќа 5000 евра, тоа не е ни етички, ни морално, нити прифатливо, барем за мене. За вас ако е прифатливо, тогаш окей. Значи, пак се враќам од дигресијата, проследуваме од такви работи до многу поголеми работи. Не сега, туку од првата епизода.
тука во Cyber Команда или од првата епизода во која што гостував и станав ководител во тешки муабети. Тоа се добри 150-160 епизоди. Има материјал. И велам, критика да, но е да видиме и што се беше кажано на време. И сега, да не должиме многу, да навлеземе во материјата за оваа недела. Имаме доста добри материјали, вкупно 8 исечоци, 10 на 15 минути, кои што ќе ги проследиме на новиот начин на кој што ги проследуваме во Cyber Команда. Значи, оваа трета сезона се подобривме, се унапредивме, избравме подобар формат да биде поприемчив за вас. Ставаме видеа кои што можете веднаш да ги видите, заедно со мене на екранот да го видите и соговорникот, односно тој што е актер, да, добар збор е актер, затоа што генерално политичарите се глумци во Македонија, значи ќе го видите актерот и ќе го видите актерот во разни улоги, нели актерите имаат позитивни улоги, негативни улоги, добри улоги, лоши улоги. Кај нас политичарите во главном имаат лоши улоги затоа што не се учени ни за политичари, ни за актери. Ама желбата е бесконечна и во желбата бесконечно да траат и да се во контрола на средствата кои што поради болните колена или коленца овозможуваат 5000 евра карта во еден правец до Вашингтон и уште 5000 во другиот правец од Нью Йорк, од облакодерите по JFK до Скопјенце, или нели они прво преку Виена, па од Виена со малку поевтини карти, за кои што се уште не ни ги даваат информациите според закон кои што се должни да ни ги дадат. У позадина и Александра. Александра повеќе пати праша, а законот вели 30 дена е рок за одговор. А после тоа имаш право на тужба пред управен суд. И они сега нешто не маткаат нас ваму таму да не ги извадиме картите за болните коленца. Па ја ќе искористам и оваа епизода, дајте ве молам, дајте ни ги одговорите согласно закон, не бараме ништо надвор од закон. Сакаме да знаеме кој беше во Вашингтон, зошто беше во Вашингтон, колку чинеше посетата во Вашингтон, каде се спиеше, колку беа дневници потрошени и колку вкупно ги чинеше македонците, односно граѓаните на оваа држава. Нели, тоа е модерното градењето на северно-македонскиот идентитет. Колку ги чинеше таа екскурзија со болните коленца. Сега, затоа велам, лоши актери, значи приучени за политика, приучени за глумење, но со бескрајна желба да бидат таму кај што се, нели на ветромети, дувале силни ветрови таму, и така натаму. Значи одвоивме убави 8 исечоци кои што според оваа наша новиот технолошки апгрейд во сезона 3 на Cyber Команда ќе ги коментираме на поинаков начин и мислам дека согласно бројките на првите две епизоди, гледаноста, а и тоа како реагирате нели во меѓусебна комуникација со коментари и во живо кога ќе се сретнеме дека ви се допаѓа. Па затоа велам, ајде сега да почнеме полека да разграничуваме што е точно тоа што е кажано и што е лоша глума. При тоа сакам да изразам голема благодарност до господинот професор доктор Братучет, втор Братучет, трет Братучет, роднина, комшија, врховен авторитет, генерал мајор и се друго, премиерот Христијан Мицковски, за неговите настапи. Добро е што настапувате, господине, све тоа, затоа што се демаскирате. Сега веќе не можете се криете позади лажни наративи. Сега веќе маглата почнува се расчистува, освен тоа што нели таму на врвот кај што сте има многу ветрови, таму не се задржува ни маглата. Таму бие сонце, а на сонцето убаво се гледаат сенките, убаво се гледаат исцртаните лажно наместената шминка на лицето, параванот се семнува и лагата станува видлива. Па затоа ќе си почнеме ние полека, имаме што да видиме. Пак ќе кажам уште еднаш апел и честитки до вас. Што почесто се појавувате, што почесто да кажувате,
точно за да можеме, бидејќи имаме голема архива од претходно што сте збореле, да споредиме и да ви покажеме, односно да си го кажам ја моето, дека цело време сте ја лажеле македонската јавност, а се со цел да дојдете таму горе високо на Олимп, нели, во владата, како врховен авторитет, да може да ви платиме 5000 евра карта до Вашингтон, или не знам колку илјади евра назад од Вашингтон до Скопје. Тоа било изгледа работата, но еве аудиториумот гледам дека вака има доста нервоза. Сега ја можам да ви кажам, нели, хаштагот мој сркајте, ама нема да го кажам овој пат. Овој пат ќе ви кажам до наредната 4-та епизода, пуштете ја заветна и играјте оро, па може ќе ви текне зашто се работело при креирањето на лажните наративи за да ја земат власта. Не дека не требаше да се сменат овие, не дека беа добри, не беа добри и требаше да се сменат. Но она што се пакуваше како производ беше дека ќе биде све добро, све фино, све убаво. За жал, еве ги исечоците, па ќе си видите сами. Инциденти ќе има. Напротив, мислам дека погрешно го цитирате министрот за внатрешни, тој рече дека нема индици за погрешно за загрозување на безбедност. Очекувано е се тоа. Јас го најавував се тоа и ова ќе продолжи. И јас во минатото често пати зборувам дека ситуацијата во моментот е има или ќе нема инцидент. Таа ситуација е таква каква што е. Очекувам дека овој изолиран инцидент ќе заврши тука и дека ќе престане. Не верувам дека ќе има можности за било каква дестабилизација. Инциденти ќе има. Напротив, мислам дека погрешно го цитирате министрот за внатрешни, тој рече дека нема индици за загрозување на безбедност. Очекувано е се тоа. Сега ќе има инциденти или ќе нема инциденти, господине професор, доктор Браточет, прв, втор, трет, четврт и пети. Еве ова видео во кое што се составени од последното гостување кај Ландов, а и претходни изјави, се гледа една контрадикција која што вие сметате дека луѓето не може да ја видат, затоа што ги подценувате луѓето. Затоа што мислите дека можете да кажете што сакате, дека можете да импровизирате, дека можете да свртите внимание и дека од позиција на тој врховен авторитет од македонскиот Олимп или владата, каде беше на Линденска безброј, вие можете што сакате да кажете и тоа се зима здраво за готово. Као догма, као Библија објавени. Догматични ставови. Пројави, објави. Значи, еден ден има инциденти, друг ден нема инциденти. Или може би сето ова го правите затоа што немате што друго да кажете. Па сакате да го држите народот во една неизвестност, во стрес, дека ете инциденти ќе има, па вие ќе ги решите, па ќе нема, па се решиле, па не знам што, и така натаму. И добро е што тоа сте го коментирале. Еве сега може гледачите да го видат и сами да си направат, да си проценат за што всушност се работи кога се даваат едни вакви несериозни изјави кои што треба да предизвикаат немир, нетрпение, нервоза, страф или кој знае какво друго негативно чувство, бидејќи ова нема никаква позитивна порака. Затоа пак да продолжиме. Зошто удираат на верските објекти на македонците? Пицеријата на Нефи Усени се уште дивоградба кај чинарот и стои некој не ја урива. Џамијата во центарот на Охрид исто никој не ја урива иако ја дивоградба. Дивоградбата на Нефи Усени на местото на културен објект каде што беше рушена антифашистичка спомен плоча исто стои. Полицијата кај црквата во Гостовско постапувала по пријава од инспектор за незаконски градежни работи. Да го информираме Панче Душковски дека за дивоградбите на Нефи Усени во Охрид има решение за уривање страна на инспектор. Ако законите важат подеднакво за македонците, треба да важат и за шерифите од Дуј. Повторно коментираме тема која што не е така. Знаете ли колку дивоградби има? Не е така. Колку има дивоградби? 10.000 претпоставувам. Точно. 10.000 дивоградби има. Прашањето е зошто
Тие отровни плодови се родени од отровно насадено дрво. Тоа е Отровни најголемиот плодови. проблем. Не се проблеми пицеријата на Нефи Усеин или Не се проблеми. што вие Неговите кажувате таму дивоградби. друг Не. тип на објекти. Цели згради имате во Скопје што се дивоградби. Цели згради. И тоа во сите населби, и во Чаир, и во кисела вода. План за справување? Треба да се урнат. Сите тие треба да се урнат дивоградби. Ќе почне да. Како да почнеме да ги уриваме дивоградбите, десетици илјади. Од каде да почнеме? Сите од денешка десетици илјади. Зошто не? А значи има секаде дивоградби, ама некои дивоградби се повеќе дивоградби, а некои дивоградби се помалце дивоградби. Некои смеете да ги рушите, а некои не смеете да ги рушите. Некои дивоградби има кај што имате градоначалници, 4-та година веќе, ама ниеден од нив не сме чуле дека ќе се справува со тие дивоградби. Ама вие знаете. Десетици илјади. Отровни плодови, отровни дрва. Абе, Христијан. Седни работи си ја работата, руши ги дивоградбите. Убаво ти кажуваат гледачите. Си пуштил таму полиција да интервенира на црква, која што е срушена во 2001, која што луѓето се собрале да си ја средат, а не смееш да погледнеш на кај дивоградбите во Охрид. Па и таму е твој градоначалник. И у време на твојот градоначалник се прават нови дивоградби. Ние имавме една емисија, тешки муабети, кога за споменатата персона Бомбона или Деус Охрид, Господ на Охрид, таму што зимал договори, како зимал договори, уредување на школи, огради, све живо. У време на твојот градоначалник. Ама тоа се плодови насадени на погрешно дрво, отровни плодови. Абе не филозофирај. Земи реши ги работиве. Не може да е една дивоградба поголема дивоградба, а другата помала. Или е дивоградба или не е. Земи едноставно воведи ред. Не може ти политички, ако не ти се допаѓа некоја градба или дивоградба, таа да ти е на мета, а другата да ти е фина, убава, помалку лош. Како беше тој? Плод на злото, свеќиња на злото. Сачувај Боже, може и Бодлер си го мислел да го цитираш, пошто гледам поезија многу користиш у последно време. Оно што ќе ти средат овие луке, муке и така натаму. Значи, ова директно сега до вас, господине професор, доктор, премиер и све останато. Народот е многу љут за црквата. Newsflash. По 2001 не верувам дека и една џамија е изградена, а да не е дивоградба. Во многу случаеви, од тогаш, навака, во општини кои што ги раководела твојата партија, многу од членовите на твојата партија, ама и граѓанството на оваа држава, што не смеете името да ја го спомнете, мислат дека градоначалниците на твојата партија биле оној почетен момент на отварање, на исламизација на општините. Дали е тоа Прилеп, дали е тоа Охрид, Велешко и така натаму. Значи, соучесници во отварањето на вратите за исламизација на општините. И тоа не е спорно ако има процент на луѓе што се дел од таа религија. Проблемот е што се прави механичка присилна исламизација, во која што вие со вашето селектирање на поголеми, помали и побитни и понебитни дивоградби
сте соучесник. Случајот на Охрид е одамна познат. Отварањето, именувањето на културен објект од културно значење, реновирање и претварањето во џамија, во срцето на Охрид, го менува комплетно ликот и звукот, ако сакате, на Охрид. Но нема да навлегувам повеќе во тоа. Земете, размислете какви изјави давате, барем за дивоградбите. Едно по едно некои од прашањата да ги расчистуваме, за да, добронамерно ако не прифатите и ги гледате овие епизоди, нели, Vox Populi, она што го мисли народот го слушаме, па ви го кажуваме, можда и ќе се подобрите. И дај Боже да се подобрите. Затоа што до сега работава не ви чини. Работата е лоша, а после наредниот сегмент, наредното парче, мислам дека ќе ви делува уште полошо. Кога сме кај собранието, едно од прашањето е што има да кажете за изјавата во парламентот дека шота ќе се играло, додека постои албанецот и ќе постои во Македонија. Шота ќе се игра и во Приштина, и во Тирана, и во Скопје, додека овој свет ќе постои и последниот албанец во овој свет. Шота се играло и ќе се игра. Исто како што се играло и ќе се игра коло. Исто како што се играло и ќе се игра чочек. Нашите молитви кои што се свети, ние ќе ги практикуваме таму каде што е потребата да се практицираат. Додека Значи, шота се играло и ќе се играло, кажува овој екстремистот, не ни знам како се вика, што викаше дека Скопје го ослободиле во 912-та. И сега новинарот ви чита прашања кое што го поставил некој гледач, независно кој да е. И вие истото го повтарате од овој екстремистот, шота се играло и ќе се игра. Притоа, повторно, сметајки дека се работи за ниска критичка моќ на расудување кај тој што ве слуша. Не е во прашање шота. Во прашање етничка доминација. Во прашање етничко чистење. Во прашање религиска доминација. Во тој комплот на проблеми што ги прави тој, нели, вашиот гаши, кој што со две раце го чувате, го штитите. Во прашање е претварање на парламентот во џамија. Тоа е во прашање. Во прашање е најавата дека ако Уставниот суд реагира за за вториот јазик, албанскиот јазик, дека тоа ќе значи верски отпочнување на етнички и верски конфликти. Па дури имаше еден Чак Норис таму во собранието што најави Трета светска војна. Тие се од твојата коалиција, господине професор и доктор. Седни таму, разуми ги. Јас сум вчудовиден. Наместо се соберете со, знам, Левица и некои таму што си ги купил од СДСМ. И, еве, добронамерни албанци да го вратиш името. По брза постапка. Оти ти велеше дека не е готов преспанскиот. Да не го пуштам сега и тоа. Сме го гледале повеќе пати и најавувам дека и во иднина во епизодите ќе го гледаме повеќе пати. Чисто како една споредба, бидејќи велиш дека никогаш не си го кажал тоа, ама си го кажал. Ама не ти чини да го памтиш. Значи, наместо да фатиш по брза постапка, бидејќи ветуваше Македонија горда, твоја, моја, наша, Македонија, што сега не смееш да ја спомнеш по име и презиме како држава. Наместо тоа да го направиш, гледај што зборуваш. Ти кажуваш дека шота ќе се играло и се играло. Па нека играат они шота. Но не може да играат шота у собрание. Не може се молат у собрание. Уште малку да земеме да се крстиме у собрание, да се обрежуваме у собрание. Па нели е секуларна оваа држава?
И затоа на луѓето не им е јасно како е можно да ти со 58 пратеници станеш помал коалиционен партнер на Влем. Ти буквално делуваш како приврзок на Влем. И луѓето тоа го гледаат и на тоа ти реагираат. А овие ти уринираат врз тебе, врз твоите 58. Од верските обреди во собранието и претварање во џамија, до заканите за македонскиот јазик, до шота, као најбенигна варијанта на супремација врз мирното македонско население, она што останало, што не се иселило. Значи, шота ти е парадигма, да ти објаснам ако не ти е јасно, шота ти е парадигма на супремацијата, на ова ти е класичен пример на апартхейд. Владење насилство на малцинството врз мнозинството. Она ти е пример на тоа дека не фермаат жива сила, праќаат револверачи по аеродроми, поминуваат граница како да ја нема. Ај пробај на друго место да поминеш како да нема граница. Прават верски обреди, се закануваат на Уставен суд. Ти делат учебници косовско-албански во Македонија, вашата Северна Македонија, што вие во вашите парламентарни редови со измени на закони забрзано ја бришите од секој закон. Не е мој случајно некаде да остане Република Македонија, а за тоа сега да не вадам и сечоци, погледајте ги другите епизоди на Тешки муабети, претходните 5 од оваа недела и ќе ви биде јасно. Тоа е всушност парадигмата шота. Не е шота некој дали игра. Ама шота која ти игра на 2 август, Илинден, пред собрание, и ти пее песни за Косово, тоа е таа шота на која што мисли дечково што вика шота се играло и ќе се игра. Или ќе има 3-та светска војна. Ама ти не ти чини тоа да го чуеш. Затоа што си на политичкиот олимп. Ако. Но пази да не дувне силен ветар, гледам дека почнува да дуваат ветрови. Но затоа да видиме што понатака имаш да ни кажеш. 150.000 потписи за распишување на задолжителен референдум. Повторувам, задолжителен референдум. Референдумското прашање ќе се однесува на договорот за добрососедство со Бугарија, кој Заев го склучи со Борисов. Што доколку референдумот не успее? Еве, ако имаме референдум, што доколку не успее? Ќе го прифатиме ли? Ќе го прифатиме ли сето тоа кој што е дел од тие договори? Еве, не успее референдум. Не ви знаеле ако не пробаме, веројатно, не знам. Референдумското прашање ќе се однесува на договорот за добрососедство со Бугарија, кој Заев го склучи со Борисов. Тоа е изворот и почетокот на сите проблеми за Македонија. Затоа реков, треба да влеземе во процес во кој што точно ќе го знаеме крајот на процесот. Ако влеземе во процес да си поиграме малце, па што биде, извинете, јас не сум добар соговорник за таков тип на играње. Тој извршен комитет следи по широките консултации кои ги направив изминатиот месец дена. Јас сакам да влезам во процес во кој што точно ќе знам кои се чекорите до самиот крај и каков ќе биде крајот. Сте за напуштање на важноста на законот за Дали е ова ратификација истиот човек? на договорот Или е за некоја пријателство, монтажа? добрососедство и соработка Некој го помеѓу хакнал Република човекот. Македонија и Република Бугарија, објавен во службен весник број 12/2018 од 18.1.2018 година. Јас со овие работи не си играм, затоа што има трајни последици. Сега не си играш. Тие што си игра, видовте што ги направи. А претходно? Нова иницијатива, прво потпишан ќе бидам јас. Пробата може скапо да не чини, понекогаш. Затоа реков, треба да влеземе во процес во кој што точно ќе го знаеме крајот на процесот. Ако влеземе во процес да си поиграме малце, па што биде, извинете, јас не сум добар соговорник за таков тип на играње. ВМРО ДПМН ќе повика да се гласа за
престанување на важноста за овој штетен договор. Јас сакам да влезам во процес во кој што точно ќе знам кои се чекорите до самиот крај и каков ќе биде крајот. Да не го хакнал некој човек ове? Истиот човек ли е? Преди потоа. Ако го хакнале, дајте да му помогнеме да го спасуваме. Ако не го хакнале, треба да се запрашаме кога лажел. Тогаш или сега. Затоа што ова се диаметрално спротивни изјави. Ова се расчистување на маглата таму горе на политичкиот Олимп, каде што едноставно можете да видите дека ако е така, еве јас се сомневам, еве може не сум управо, ќе ми кажете вие во коментари или како и да е. Јас се сомневам дека он лажел цело време додека да стане премиер. За да му плаќаме карти по 5000 евра до Вашингтон и да се слика по НАТО самити. Како може да ти смета и така темелни консултации да правиш ти со твојот извршен комитет се што е направено во врска со Бугарија, а сега да викаш не, тоа треба да многу да пазиме, треба многу да внимаваме, јас сакам да го знам резултатот и така натаму. Еве, размислете дали ни е хакнат господинот професор доктор и све останато и дајте си го одговорот самите за себе. Знам дека на тие што гласале за заветна и за уставобранителите и за заштитата на Македонија и враќањето на уставното име, знам дека малку ви е незгодно, кога ти е вака незгодно вака да гледаш како те изработиле оваа екипица од луѓе, па тогаш е и малку потешко да си признаеш, нели, егото работи, дека си се заебал, дека те извозиле. Те направиле будала, вака просто кажано, со уличен жаргон и може би ќе ви треба уште некое време да се освестите, но изворно знам дека добар дел од луѓето веќе ми приоѓаат и викаат ова не е ВМРО. Абе, ја ви кажав дека не е ВМРО. Ама вие викавте да им дадеме шанс. Еве им дадовте шанс. Сега задоволни? Ајде да видам што би на следново видео што мислите вие и што мислат уставобранителите. Нели, некои се пуштени така проформа месец-два, ама генерално она што го бара, изгледа ќе го бараат со Боринче и понатака. Ајде да видиме што вика за уставобранителите. Ниту па некому сум уветил дека утре кога ќе дојде ВМРО на власт, следниот ден тие ќе бидат ослободени, амнестирани и завршена приказка. Нема шанс. Никому не сум го ветил, ниту појавно сум го кажал. И веднаш по формирањето на новата влада, ВМРО ДПМН ќе го покрене прашањето за вистинска правда за нашите бранители, за нашите уставобранители. Потребни се нови моменти, нови докази за да можеме да направиме прогрес во тој случај. Дали може би веќе се обезбедени дел од нив? Не, до овој момент не. И веднаш по формирањето на новата влада, ВМРО ДПМН ќе го покрене прашањето за вистинска правда за нашите бранители. Како ќе ги искоментирате реакциите? Еве ние во време на ВМРО ДПМН се уште сме во затвор. Кој ги има дел од осудениците на социјалните мрежи? Дали ќе бидам напаѓан? Тоа е тоа. Кога сте најгоре ветриштата најсилно дуваат. Логично. Ова ми е хайлайт. Кога сте најгоре, ветриштата најсилно дуваат. Значи, тоа ли беше да се качиш најгоре? Значи, све беше она предходно нашите бранители, нашите уставобранители, фарса. Или ајде да бидам подиректен, една голема лага, за да дојдеш таму најгоре, бе. Ти си за најгоре, бе, не си за најдоле ти, па не да е Боже у средина, ти си за најгоре. Има во овој интервју многу вакви бисери. Но велам, браво. Продолжи вака, господине професор и доктор.
Сам се демаскираш. Затоа што може се кладам у налетот на синдромот на Господ. Не си помислил дека може да ти ги залепиме претходните изјави во исто видео и да ти ги скоментираме и да те ставиме на увид на целата јавност. Само ти продолжи да даваш изјави. Еве, некој веќе и денеска се освестил. Само продолжи. Ајде да видиме за Никола Груевски. Сакате? Оној Груевски што го донесе да не биде овој дека селективно Мицкоски беше и дали на имате во план да фейк преземете конгрес нешто за во враќање Валандово. на Груевски во државата. Има потерница по Груевски. Потерница има. Што знам. Инаку каков план дали имаме? Други имаа план да го вратат Груевски. Рековте вие дека ќе покренете истрага веднаш ќе ми дојдете за тоа што го пушта И Груевски. има таква Има историја. се води. истрага бе како покренување. Значи почна да. Да. Тоа е во обвинителство или во Па МВР. не го пушти него обвинителство. Значи во рамките на МВР. Можам да Во рамките на институциите. ќе вроди со плод, бидејќи кажавте не сакате неуспеси, чим сте почнале. Ќе кажеме резултатите од истрагата, може. Не е успех да кажам, Христијан Мицкоски го пушти Никола Груевски. Тоа не е успех. Успех е да доведете истрагата до крај и да дадете одговор на прашањето. Што се случи? Тоа е, бидејќи до сега ние немаме одговор. Може би никој не го пуштил? Може би Епа, господине Груевски, да видиш што си донел во Валандово. Кога ти велев што ќе донесеш и што ќе биде резултатот од ова. Кога ти кажував дека не треба да октруирано поставуваш човек што нема врска со ВМРО, ти не слушаш. Денеска 7 години подоцна Македонија е Северна Македонија. Од преамбулата се избришени принципите на Аснома е вграден Охридскиот рамковен договор. Македонија е двојазична. Во Македонија шота се игра, џами се градат на диво, има десетици илјади диво градби. И господине Груевски, Скопје 2014 не го погледнуваат. Скопје 2014 е парадигма на ВМРО ДПМН од 90-та навака. Некои го сакаат, некои го мразат, но е парадигма на градење. Парадигма на почит и однос кон историјата, посебно на десното ВМРО. Од Ќосето па се до, што знам, основачите на ВМРО, до сите споменици. Парадигма дека една држава има и друг начин како се гради. И сите се сеќаваат дека се градеше и јас сум едноставно со многу сериозен однос кон тоа. Но оваа власт, што се твоите гавази се власт и доста од твоите функционери се пак функционери и министри и така натаму. Има и од народњаците доста, ама од твоите има исто така доста. Иако да речеме, трети или четврте ешалон беа, господин Груевски, од твое време овие, па чак и дури и Мицковски беше трет ешалон, нели на тој конкурс за енергетика и не ни беше прв рангиран, па поради известни околности се го зема за твој советник. И понатака ја знаеш генезата, како го подигна во секретар кој никој не го знаеше, па на крај и во Валандово во тој спорен конгрес без кворум од делегати и така натаму, тоа све знаеме. И тоа не е битно. Битното е што тоа е основата за промена на име, промена на устав, двојазична Македонија, редефинирана држава и така натаму. И на крај, очекуваш, овие ВМРО-вци, заветна, судираат у гради, слушам кај шумат шумите, буките, све поред,
И името на музеот на ВМРО него враќаат 100 дена, 3 месеци се на власт. Со една одлука се враќа. Тој музеј ти што го градеше, господин Груевски. Зашто треба да се честита? Вистински музеј на борбата на македонскиот народ за негова самобитност и создавање на држава. Вистински музеј. Кој бил? Ќе го потврди ова. Има луѓе што не биле, јадат бурек. Тие не ги размишлям, ич. До самата 13-та галерија, излосторствата на УДБА, КОС, тајните српски служби југословенски против македонците, праќањето на Голи оток, елиминацијата на првата македонска влада од Брашнаров до Ченто, во таа 13-та поставка, која што у време на комунистите беше затворена. Овие, извини, не комунистите, комуњарите, СДС, на Таче и на Зајко. Добро, тие сменете се. Зашто вие нашиве не го враќаат името и не го враќаат, не го отвараат тоа што е како наследство ВМРО-вско, македонско, десничарско, што во известна смисла се поклопува и со целокупното македонско наследство и борбата за поставување на оваа држава. Нашите ВМРО-вци. Или е точно она што го говорам, дека во ДПМН постои се поизразен конфликт меѓу ВСМРовци и ВМРО-вци. Значи, северно-македонци против македонци. Ново идентитетни со изворни македонци. Овие што прифаќаат рамковни, мамковни, преспи, меспи, што ја знам, и овие што викаат неве, ние како што се борело ВМРО историски, се уште ќе даваме отпор, не се мириме и не прифаќаме. И ти во таа, да ве вратам на видеото, во една таква ситуација, он ти вика дека има истрага кој те пуштил, дали те пуштил и дали ќе те пакува Орбан и да те врати назад. Човекот што ти го донесе, не го погледнуваше никој во штаб. Не заради друго, не го знае, пошто нема никаква идеолошка поврзаност со ВМРО. И точно, прав ВСМРовец. Така, Никола. Еве да си видиш. Што ти мисли твојот наследник. И уште за бранителите, ако дозволите, пошто и за нив имаше господинот професор и доктор став, што нели имаше закон предложен да таа група на луѓе се обештети. Како сакате да кажеме, се заканија за закон за припадниците на УЧК, ваш коментар. Ама твоите коалициски веднаш хардкор за УЧК. Бранителите ја имаат и ќе имаат мојата недвосмислена поддршка. Овој закон кој што вчера беше на дневен ред е поднесен од пратеничката Славјанка Петровска, односно од СДСМ. И она што е интересно, кога се гласаше потребата за носење на дневниот ред, СДСМ ја напушти седницата. Зошто ова го споменувам? Затоа што никој не знае зошто. СДСМ не го поднесуваат законот. Затоа што мисла добро на бранителите. Туку го поднесуваат за да создадат еве ваква состојба. Каква која што вие состојба? поставувате сега во вашето прашање. За да Каква таа создадат состојба? повторно етнички тензии, за да создадат етничка нетрпеливост. Етнички и така тензии, натаму, бидејќи таа закон е за картата бранители. на која што и тие и другите опозицијски партии, без разлика дали се од македонскиот блок или од албанскиот, ќе играат во периодот кој што следи. Мојот совет е на граѓаните да не насенуваат на ова, затоа што состојбата е стабилна, конечно почнуваме да се развиваме, расте индустриското производство, расте преработувачката. Ние се развиваме. Инфлацијата Расне се намалува, производството. инвестициите започнуваат, инвестицијскиот циклус, растат пензиите, Раснат се враќаат пензиите. субвенциите на земјоделците. 3 месеци Сето она унапред кое што е зборувате за потребно тоа. за да се До сега развива немаат државата. пораснато се уште. Затоа молам
овие теми кои што се реални теми да не создаваат етнички А овој до него, конфликти и етнички подоби. Тоа е целта. да, Ова ќе биде премиере. политиката. Да, Тие точно, не знаат така. како да ја кренат Се што ти економијата и да кажуваш е дадат предлог. точно. Тие не знаат како да изградат. Само ти Тие кажуваш не точно. знаат Да, како да, направат премиере. нешто добро. Да, Но се господине професор мајстори доктор. за создавање на вакви тензии. Тоа е суштината и тоа ќе се случува во периодот, но ние сме држава, ќе се браниме и ќе ги одбраниме граѓаните и безбедноста на Македонија. Ќе се брани од закон за бранители. Прашање со бранителите со оглед на барањата од вашиот корпус. Дали слушате дека он Мојата изјава ја на едно прашање одговара со други одговори? Кој знае што му се мота низ глава? Ќе имаат мојата поддршка. Добро, вред, дали се согласувате со потврдите на Вреди, дека ако треба да помине овој закон, ќе мора да помине заедно со истите привилегии да ги имат и бранителите, односно војниците на ОНА. Учека. И истото друго што го рекол од Вреди, дека овој закон е напишан уствари во речица, но е предложен од страна на СДСМ. Дали се согласувате? Па видете, Речица и Бихачка има 7 години можност да разговараат на овие теми. Јас ви кажав која е целта. И повторно сакам да алудирам дека тоа ќе е начинот како ќе функционираат тие во периодот кој што следи. Не можат поинаку да мобилизираат луѓе. Затоа што од голтари влегува во политиката, милионери излегуваат. Од команданти За разлика од вас, вие влегувате милионери, а планирате да искочите милиардери. Тоа е суштината, овие 20 години што тие така правеа. Океј. Да заокружиме. Ова со голтари, милионери, милиардери, мислам дека ви е јасно и следново ќе го кажам. Ако краделе, уапсете ги. Треба да одговараат. Но дајте погледайте малку у вашите редови, имате луѓе со бугарски пасоши, бугарски фирми, спорни тендери, у време додека сте градоначалници на вашава гарнитура. И толку за тоа сме збореле многу во тешки муавети, ќе се навратите, ако сакате детали, на тие епизоди. Она што мене многу ме загрижува, што вие као помал коалиционен партнер на ВЛЕМ не смеете ни да зборите за бранители, ни да помислите на закон, нити смеете да им се спротивставите во дел од секунда. Па добро, еве, не чинел законот на Славјанка. Па земете, препишете го, моделирајте го, ставете други бројки, ако ставиле они 3 милиона, вие ставете 2 милиона или ставете 4 милиона и поднесете го законот за бранителите. Оти бранителите се една категорија на луѓе кои што дадоа жртва за Македонија во 2001. Има тука и неколку други елементи во тој закон, но ќе се задржам на 2001. Дадоа жртва за Македонија. Кога комуњарите бега на Халкидики и по Белград, луѓе се одазваа доброволно, облекува униформа и некои од нив загинаа. Некои останаа сираци. Други останаа инвалиди. Државата мора да им се раздолжи. Мора. И не се грижите многу за УЧК. УЧК нема што да ги раздолжуваат, они сите беа директори у време на ДУИ во последните 20 години. Значи, они се не раздолжени, него што викате милионери. Ама се кладам, господине професор, доктор, брату, четвр, трет, четврт, пет, дека ниеден од УЧК не смееш да пипнеш. Пошто гледаш овие од ВЛЕМ, иако нели овие ДУИ се УЧК, и овие од ВЛЕМ викаат закон за УЧК. Значи, они се држат, вака се, за нивните работи. А ти Славјанка го поднела. Па седни бе, кажи, Славјанка, повлечи го законот, јас сум политички бог, ја ќе го предложам законот. И предложи го законот. И донеси го законот, бре човече. Покажи дека те интересираат тие луѓе. Или уставобранители X, бранители X, Грујо X, Дивоградби X. Зашто? Затоа што ти си сега таму кај што сакаше да стигнеш. Епа, честитки. Честитки. Ова беше третата епизода.
од третата сезона Cyber Команда. Јас сум Филип Петровски. Редовно 21:30 сабота на Infomax YouTube каналот. Погледајте, коментирајте, лајкнујте, шерујте, споделете со вашите луѓе. Се шири ова што го зборуваме. Прифаќаме критика. Секоја критика е добре дојдена. Сакаме и предлози. Тука сме за вас. Погледајте го и мојот Facebook профил. Има и таму што да видите. И никогаш не заборавајте. За се што ни се случува, виновни сме ние самите.